Па Дуи разговара за консенсуален кандидат веќе, не знам, 1 година и 5 години од 2014, така ли? Слушајте, јавноста знае дека консенсуалниот кандидат беше начинот на кој требаше да се избере по секоја цена Ѓорѓе Иванов за председател на државата. Тоа беше договорот помеѓу ВМРО, ДПМН и ДУИ. И резултат на тоа консенсуалност, Ѓорѓе Иванов постигна да го победи во избори тогаш кандидатот Стево Пендаровски. Мислам дека сега во случајот се работи за истата игра. Дуи за да ги покрие трагите и одговорноста што ја имат за председателот кој после никогаш не го признаваа, нели? Заради јавноста. А тие се виновниците за сите проблеми што ни ги создаде овој председател сегашен на државата, сега нема друга можност освен да настојуват на тоа консенсуалност, консенсуален кандидат, дури понекогаш грешат и велат консенсуален председател. Општеството да биде еднакво за сите, да биде праведна за сите и така натаму. Најдобро тоа го сваќа некој што доаѓа од редовите на општеството кој не се чувствувал еднаков на сите. За кого правдата не важел еднакво како што важел за сите. И во случајот мислам дека еден време председател на државата да се избира албанец од етничка припадност албанска, со тоа што и пораката која ќе се дава, вистина ќе се дава порака на една нова Македонија, членка во НАТО, потенцијална членка на Европска Унија и Македонија која нема предрасуди за своите граѓани. Најважната работа што граѓаните ја бара со она, пола револуција, да велеме, шарената револуција која беше најважниот слоган. Нема правда, нема мир. Ние за среќа имаме мир, ама правда немаме. И време е преку избори, предвремени, граѓаните да ги тргнат еднаш за секогаш политичарите и политичките партии, кои се дел од мнозинството и од властата, само за да се спасат од законите и од правната држава.